Продолжуваме со разговори во студиото. Овој пат со мене гостин е професор доктор Методи Хаџијанев. Добар ден, професоре. Тој ни доаѓа директно во студиото на Утрински печат од Хелсинки. Вие бевте на една конференција на ЕУ Центарот за хибридна војна. Може вака накусо да не брифирате за некои од заклучоците, бидејќи хибридната војна останува реална закана за Европа, еве и ние бевме нели доскоро жртви, нашите деца, училиштата беа под закани, овој тип на закана се уште ја има на Балканот, Бугарија, Босна се соочува. Па добро, здраво на сите. Точно фокусот беше покрај останатото Западен Балкан и Југоисточна Европа и начинот на кој што одредени надворешни актери ги користат празнините на системот, но и ги користат самите, да кажеме, предизвици кои што постојат во регионот за да ги засилат своите напори и да постигнат политички цели. Конференцијата имаше за цел да ги изгради капацитетите, но и да размени искуства околу тоа кои се трендовите во сајбервојувањето. Оно што е новитет е дека досега го нема ставено на листа токму ова што го спомнавте вие и беше предочено и најверојатно допрва ќе се разгледува како вектор на закана, тоа е лажните бомби и како истите може да го парализираат системот без многу малку или со многу малку напори, што е типичен да кажеме профил на хибридно војување. Оно на што они предупредија таму е дека постои тренд за кој што нивните анализи во кој што укажуваат дека се користи исто, има обратен тренд во кој што заканите од хибридни закани почнуваат да се користат против опозицијата со цел да се етикетираат нели или да се спречат нападите со кои што всушност сака да покаже дека е опасен тренд. Тоа не значи дека актуелните власти од регионот се врзувани или се поврзани со Кина или Русија, но од друга страна пак збори за тоа дека со самите такви начини кои што се справуваат дел од владите, не посочија точно кои, и тоа со самиот таков начин на справување сами се создаваат подобра плочва или површина за дополнителни дестабилизации. Останатото беше генерално фокус на тоа кои се идните чекори и како и на каков начин регионалната соработка може да влијае во градење на таа резилиентност или отпорност на системите, еластичност на системите да може да се спретстават на овој вид на закани. Така, паралелно, завчера во Естонија НАТО започна и најголема вежба за кибер одбрана во светот со учество на повеќе од 3000 учесници од 38 земји со цел да развие подобра одбрана од софистицирани киберзакани и оваа вежба треба да трае до 21 април. Дали имате информации и за... Да, вежбата генерално представува дел од целиот мозаик на одвраќање во кој што НАТО сака да го испорача према Русија поготово, особено за Украина, но и за одвраќање од евентуални нови изливи, нови дестабилизации кои што Русија се обидува да ги направи според НАТО во граничниот дел со Украина, но и во останатите подрачни трусии кои што пред се имаат голема ранливост на сајбер просторот. Вежбата покрај останатото треба да тестира одредени реакции, процедури, но и да биде платформа која што ќе создаде полоц на научени лекции или идентификувани лекции кои што треба да се имплементираат и да ги зановат тактиките, техниките и процедурите, но и да покажат кои се идните слабости или како и на каков начин да направат проекција за потенцијален конфликт, што тоа би значило за НАТО земјите и на тој начин да генерираат соодветни препораки до земјите членки како подобро да го подигнат својот систем и да ги заштитат своите системи. Да се префрлиме сега од кибернападите во реалниот свет. Именно од денеска започнува заедничката операција Северна Македонија 2023 на Министерството за внатрешни работи и службениците на Frontex, која има за цел да контролира и управува со миграциите, вклучувајќи и превенција, откривање. Значи, од денеска Frontex се вклучува во заштитата и на македонските граници. Меѓутоа, на почетокот на ова, вчера имаше еден многу немил настан кога во Гевгелија од страна на македонски полицаец беше застрелан еден мигрант. Реално ние имаме проблем со мигрантите, не толку во толкав голем обем како што беше пред
повеќе години. Меѓутоа, што може да очекуваме сега од Frontex во овој период? Генерално мислам дека Frontex е голема придобивка за нас. Ја го кажав во неколку наврати во овој форум, кога разговаравме уште кога се зачна таа идеја. Особено заради тоа што со Frontex доаѓа еден цел пакет на услуги кои што ни фалат, опрема, капацитети и најбитно од се е знаење, кое што во пракса нашиве, да кажеме, погранични службеници од Министерството за внатрешни работи ќе имаат можност да ги изградат своите капацитети рамо до рамо. Значи не на вежба, туку во пракса. Од друга страна тоа значи дека чекор сме поблиску, значи на некој начин до онаа интеграција, бидејќи со ова ќе се отворат и други можности за и програми кои што пред се наменети не само за подигање на свест, туку и во градење на капацитетите. Причината зашто Frontex е тука е всушност повеќе стратешка, затоа што Балканската рута и понатаму останува најфреквентна рута, тоа го призна Советот за Европа и во нивните извештаи се наведува дека иако според нашиве податоци, значи бројката од лани е незначително поголема, она што е ефективно или што е реално е дека генерално рутата сама по себе представува сериозен проблем за илегална миграција, но не само за тоа, туку и за еден куп други работи кои што заедно идат во тој пакет од организиран криминал, корупција, шверц на оружје, дрога, како што можеме да забележиме, и секако илегална миграција. Зошто е ова опасно? Затоа што генерално ова се канали кои што всушност целиот тој криминал се фузира и иако овие федерирани, да кажеме, или децентрализирани актери кои што имаат различни агенди, наоѓаат свој заеднички интерес да ги користат тие канали, да ги користат веќе постоечките инсталации, со што всушност има голема опасност да го дестабилизираат самиот регион каде што се изведуваат ваквите операции, а тоа е нели кај нас. И од тука Frontex сам по себе значи представува едно сериозно засилување. Тоа значи дека и одредени фондови, но и одредени капацитети ќе бидат достапни сега за полицијата, што е секако од голема помош за самиот буџетско олеснување на некој начин. Професоре, дали градењето на ѕидови на граничните премини ќе спречи овој илегален влез на мигранти, пошто се размислува на продолжување на веќе постоечките капацитети? Тоа е дилема која што всушност, како да кажам, во генерален контекст гледано на глобален контекст на сите напори за деглобализација и во сите напори за деблокизација, значи како што се појавува, бидејќи таа блоковска поставеност се појавува не само на безбедносниот план, туку и во економската сфера. Ние гледаме сега имате неколку економски центри на мој кои што се појавуваат. Има големи динамики и во политичка одлука и така натаму. Сето тоа всушност се рефлектира и на теренот во однос на оваа мерка. Дали оваа мерка на оперативно рамниште, таа може да даде сериозни резултати, затоа што ќе помогне во поголема контрола или канализирање на тој влез, со што би се спречиле, да кажеме, илегалните преминувања, но во исто време може да биде и одвраќање од вакви немили настани, за да не доаѓаме до ситуација каде што веќе ќе треба да се употреби прекумерна сила, односно смртоносна сила со цел да се заштити системот. Во секој случај, на конкретниот случај, треба да гледаме со резерва, односно треба да бидеме предпазливи како го кажуваме, зошто? Затоа што треба да видиме истрагата што ќе покажи, дали била употребена сила прекумерна и така натаму, но во секој случај треба да разбереме дека улогата на полицијата покрај останатото е да, ако се е според правилата, да има ескалација потребно согласно законските насили и репресивните мерки мора да бидат употребени со цел да се заштити системот. Бидејќи мора да заклучиме и покрај тоа што во рамките на овои бранови на миграција има луѓе кои што стварно имаат потреба, кои што се стварно страдалници, имат и луѓе кои што имаат зли намери и кои што гледаме сега представуваат извор или вектор на закана кој што го стимулира внатрешниот криминал или ги мобилизира, да кажеме, локалните криминалци. Така, би сакала сега да се префрлиме во овој дел на вистинскиот фронт. Може би да поанализираме за ситуацијата во Украина, што се случува во моментов. Тамо, според последните вести, Украина добива ново оружје од Германија. Тоа е системот за воздушна одбрана Патриот. Тоа е систем со висок дострел. Нели вие
како армиско лице ги знаете можностите на ова многу помоќно оружје кое досега не се користеше во кризното жариште, дали сега можеби со негово стационирање во Украина, можеби Русија е или некои руски центри, главни градови се загрозени повеќе? Па не би рекол, Патриот е генерално систем кој што има за цел да создаде подобра одбрана, значи на украинското небо. Факт е дека има поголем капацитет, меѓутоа треба да се види што од Патриот системот ќе биде испорачено таму, затоа што знаете таму имате некои верзии на системот. Нема многу не детали. Не знаеме точно која верзија е испорачена, што од тој Патриот систем е испорачен, кои други, да кажеме, елементи на Патриот системот се испорачени и она што е битно е како вие ќе можете да го интегрирате Патриот системот со останатиот цел систем. Дали тоа ќе бидат паралелни системи кои што ќе ги менаџираат луѓето позади, значи во воздухопловната одбрана или противвоздушните системи. Во секој случај, она што може да се каже исто така тука друг проблем со тоа испораките е едно е кога ќе добиете комитментот или посветеноста да испорачате оружје, друго е како тоа ќе го операционализирате. Гледаме дека и Европа сега макар со испорака на оружје, испорака на муниција не заради тоа што не сака, туку едноставно заради тоа што нема. Значи се доведува европјаните заради лошите предпоставки, предпоставувам, или да кажеме подценувањето на разузнавачките информации за тоа дека сите овие 10 години, значи од 2014 па дури претходно, Русија сериозно се спрема за едно вакво нешто, дека Кина исто ги гради своите капацитети, значи они некако на тоа гледа со подценување, со недоверба дека тоа може да се случи живеејќи во оној либерален занос, во кој што либералната демократија беше доминантна и ги креираше, да кажеме, правилата на однесување, но и принципите и вредностите. Сега тоа малце поинаку, сменето е, претпоставувам дека се до тоа представува будење кај европскиот дел, но она што останува евидентно, кое што всушност ја дели Европа е различните интереси кои што постојат пред се на главните играчи, оние кои што можат најмногу да испорачаат. Сериозен проблем со таквата муниција, знаете, е например и угушувањето на одбранбените капацитети. Значи, голем дел од западноевропските држави ги изгасија тие фабрики затоа што според економската логика тие не беа профитабилни во дадениот момент. А се до тоа зборува дека сите сега се многу потребни. Тие не само што се потребни, но тие се и екзистенцијални, бидејќи ако ги немате вие се уште мене ме фрапира. Загрозена е цела Европа. Така, мене се уште ме фрапира изјавата на министерот за одбрана на Велика Британија, кој човекот не знам дали како го кажа тоа, дали му издат или не, и тоа во февруари кој изјави дека Британија со сегашните капацитети кои што ги има, споредено со темпото на војување на борбениот ритм кој што сега постои во Украина, може да издржи само еден месец, да има толку залиха за да војува со таков борбен ритм. Тоа само по себе збојува дека Европа целосно е фокусирана на експедицијски типови на операции кои што се дадени време и простор или да кажеме на оние мисии мировни кои што ние ги викаме. Брзи операции. Така, но не на војување. Целосна војна. И целиот систем. Земете и кај нас имаме сериозни проблеми во дефинирањето, например, во голема мерка и во одбранбениот буџет кој што нели е за поздрав, рековме неколку пати, се вели дека ќе се градат капацитетите на одбраната, меѓутоа ако ги читате документите, ќе видите една голема дихотомија каде што во вооружени сили се смета само армијата. И тука имате сериозен проблем. Ако вооружени сили е армијата, а не и полициските сили, не и територијалната одбрана, што е фали, тогаш ние суштина сме спремни само за еден тип на војување. Само со професионална војска. Ние сме спремни на тој начин, сме спремни само да војуваме за еден тип на војување, тоа е експедицијско војување или да кажеме оние мировни операции во кои што претпоставката е дека ние ќе бидеме под мир и дека ќе одиме на некаков диплојмент или ќе распоредуваме сили во некакви кризни одречја, што не велам дека не е релевантно. Битно е. Меѓутоа, на овој начин не гледам како вие ќе изградите стратешката резерва и како ќе укомпонирате целокупниот арсенал кој што е сериозен во Министерството за внатрешни работи, на пример, како тој арсенал ќе го компонирате во одбраната. Сигурно нема да го распуштите ако не дај Боже нели има потреба. Значи зборам за едни такви работи сега хипотетички. Значи ја не велам дека ние сме единствени сега, да не ме сватите погрешно. Сериозни проблеми имате со соседите. Ова е ехо на цела Европа и тоа е сериозен проблем кој што Европа треба да го реши и да расчисти со себе со тој стратешки курс, дали навистина ќе дозволи оној ултралиберализам да доминира во кој сите овие работи ќе се нихилизираат и ќе се стави акцент на благодетот, состојбата и комодитетот, затоа што сите го сакаме, или пак
ќе се биде малце повеќе кон рацијата ќе поработи дека за да можете да имате вие благодет, состојба и комодитет, некој треба да го обезбеди тоа, иако не го гледаме тоа, нели, директно. Така, во тој случај, во една ваква констелација на Европа, веројатно подобро и повеќе и одговара мировно решение него ли во Украина, нели, донесување на мир, отколку ескалација на тамошна пролетна офанзива во Украина, нели се оди на има и се согласувам со тоа, претпоставам зборувате за идејата на Макрон да ја поддржи кинескиот мир, кој што побуди лави на реакции. Меѓутоа тој меч со две острици. Зошто? Затоа што ако сега го приклучите вие мирот, тоа значи дека чист губитник е Украина, бидејќи мирот значи дека разговарате за сега состојбата како е и од тоа. Русија нема шанси да ви се повлече од териториите кои што веќе си ги прогласи за своји. И тоа значи автоматски не сте подготвени да преговарате. Според оние идеи, бидејќи идејата за да се поддржи Украина, затоа што и целата идеја на НАТО да ја поддржи Украина, тоа јавно го кажаа политички, е Русија надвор од Украина, па после да се разговара за мир. Така, тоа е идејата и на Зеленски. Барем за сега. За сега сето тоа е science fiction, значи она како што го гледаме, бидејќи постои една друга работа, а тоа е за која мора да се каже јавно, а тоа е дека Европа се уште не е сигурна што сака да прави со Украина. Затоа што Украина вие сега одржувате на апарати. Она е сега на апарати, колку муниција ќе дадете, тој е како пациент кој што вие направите, он не е спремен да може, значи нема токава посветеност да им се даде таков тип на оружје, се уште постои воздржаност и таа воздржаност е двонаменска. Едната е страф од ескалација, а другата пак е прашање колку Европа навистина има да даде таква муниција, а не знае што Русија подоцна е спремна. Бидејќи ако вие го дадете тоа, значи вие мора, кога ќе го правите тоа, значи вие за да дадете мора да имате одредена стратешка резерва со која што ќе обезбедите прво вие да се заштитите. Во спротивно, ако си го дадете се што имате, ризику, бидејќи за да се изгради такав капацитет, верувајте. Сега Европа рече дека дава 1 милијарда и не знам колку средства, не е символична таа цена, само за муниција. Знаете ли кога ќе биде испорачена таа муниција? Тек 2024 година. Треба да се произведе, нели? Проблемот со тоа производство исто е она што ви го реков. Вие ако сте ги изгасиле тие индустријски капацитети, кои што треба да се произведуваат. Че они имаат и друго, тие сте ги оставиле да дишат на шкрги. Тоа значи дека они ако имале капацитет да произведуваат, не знам, 1 милион и така натаму, сега имаат капацитет да произведуваат 100.000. Зошто? Затоа што токава било побројачката на пазарот. Затоа реков, логиката supply and demand е многу опасна претпоставка ако ја дерате во контекст на долгорочни планирања во одбраната. И сето тоа всушност, за жалам што да кажеме дури еден од калкулусите кој НАТО го користи е базиран на тие претпоставки, што е малку опасно. Што е опасно, особено заради тоа што тука можеби најверојатно стана збор за политичка коректност и е разбирливо бидејќи тоа зависи пак и од политичката воља на државата да учествува тоа. Зборам за буџетите во одбраната. Значи они кога прават кои цели на способности ќе ви ги дадат, покрај останато да го ценат и овој капацитет. Значи они не ви кажуваат, не се мешаат внатре да ви кажат вие мора да индиректно преку тоа дека треба да го зголемите буџетот од одбраната. Но не императивно, нели? Така е. И сега тоа ви се јава како проблем. Тој се како проблем, бидејќи се соочувате со нешто што очигледно ќе трае. А има ли, од друга страна рековме, Европа нема толку оружје, има ли Америка? Америка има дефинитивно залихи, меѓутоа Америка има и други приоритети. Америка мора да се грижи за Пацификот, каде што работите стануваат се пожешки и пожешки, посебно во Индокина, каде што Кина веќе прави сериозни планови да спроведе no-fly зони или зони за забрана за лет. Ако успеат тоа да го направат, најверојатно ќе успеат бидејќи они окупираат доста острови кои што не беа окупирани, ги претворија во бази илегално. Никој не, значи ги претворија во бази бидејќи тврдат дека имаат право на тоа, да направат диплома таму. Значи според нивната логика дека они имаат право да ги земат тие острови. Сега ако ги земете вие тие острови, автоматски менувате многу параметри, многу други претпоставки, особено околу ракетните системи и околу на пософистицирана опрема, затоа што таа зависи или претпоставките за да се одбраните или да ги нападете се направени врз една географска распределба. Како го смените географската распределба каде ќе бидат поставени тие системи, автоматски добивате нова претпоставка, нова слика, што побарува нови сојузи, нови напори, дополнителни ресурси и така натаму, што сето значи ги менува малце работите во пракса. И само за крај на ова, веќе пред една недела се отвори ново жариште, тоа е Судан, Африка гори.
ќе има ли еве Америка конкретно ќе се вмешува, Па знаете што има два правци сега за тоа. Едната е дека во суштина таму ескалира работата заради лошиот менаџмент, која што се форсира, која што се форсира, така, која што се форсира од да кажеме западните медиуми и кој е неуспех да се најде помирување помеѓу оние две елитни групи за кои што всушност требаше да бидат подвргнати на реформи во безбедносниот сектор. Идејата, значи, зашто е конфликтот во пракса е заради тоа што групата паравојната група на една од единиците силите кои што беа формирани од поранешниот владетел и режимот во 2000-тите години за да може да го прави, да ги има под контрола и да биде баланс на војската во времето во Дарфур. Значи сега тие треба да се стават под вооружените сили на Судан. Они одбиваат тоа да го направат, меѓутоа во исто време тие успеаат да акумулираат многу голема моќ, бидејќи успеаат да ги корумпираат и да ги заземат во изминатите години баш најголемите извори на средства. Тоа се рудниците за злато, делумно и овој како се вика изворите на нафта. Сега она што е страшно тука е дека тоа е нели правата приказка, под целата таа Санта Мраз лежи сериозен судари помеѓу САД и помеѓу Русија. Бидејќи Вагнер групата е таму, тие се присутни, тие роварат таму цело време, значи имаат своја дезинформација и пред се имаат амбиција заедно со оваа група која што ја споменав и веќе им е ветено најверојатно да направат и поморска база, со што всушност Русија ќе биде лансерна рампа за проекција во Африка. Зошто е ова битно? Затоа што постои една теза кај дел да кажеме од аналитичарите кои што тврдат дека целиот дефокус, да кажеме, или зошто толку Русија не е ефективна со да кажеме информацијските и дезинформацијските кампањи во Европа е заради тоа што она се фокусираше на глобалниот југ, каде што всушност треба да ги бара своите црпење на ресурси за да може да ја продолжи војната. Зошто сега го велам ова, логиката на овие кои што го тврдат ова дека ова има поголеми геостратешки импликации е заради тоа што на русите не им одговара сега да има конфликт во Судан, бидејќи ако има конфликт во Судан, они нема да останат фокусирани на Украина. Едно не само што не може да останат фокусирани на Украина, него не може да имаат непречено снабдување на злато и на од кај што ги црпат уствари, бидејќи целата нивна економија, ако се сеќавате со дедоларизацијата, они се фокусираат на златото, а златото им е основен извор преку кој ја хранат војната. И сега ако им го дестабилизирате тој пазар, значи зборам тој извор ако им го дестабилизирате на било каков начин. Независно дали ќе сакате да правите реформи во безбедноста и така натаму, автоматски ја дестабилизирате supply chain, ланецот на така да не е наивно тој конфликт таму, не е случаен. Иако веламе многу опасен, бидејќи таму конфликтите се многу знаат да бидат сурови. До сега имате 180 цивили мртви, голем број на штета и само да напоменам дека Судан веќе има 15 милиони луѓе кои што им е потребна итна хуманитарна помош пред ова. И тоа се луѓе во руралните средини. Борбата сега се води во урбаните средини, не се води во руралните средини, што е уште поопасно бидејќи дел од овие средини се изворот за да можат да ги одржуваат колку толку оние во рурални средини. И тоа може да представува сериозен проблем. Хуманитарен проблем. Така, професоре, ви благодарам за гостувањето во Утрински печат.